Она што е ново е мобилизирањето на антиродовите актери. А политиките за родова еднаквост во оваа земја постојат многу одамна. Здраво, јас сум Самела Шкриелј, активистка, феминистка, пратеничка во Македонското собрание. Здраво, јас сум Драгана Драндаревска од коалиција Маргини. Јас сум Лила Милик, активистка за правата на трансродовите лица и сексуалните работници во Република Северна Македонија. И денеска ќе ви кажам зошто некои работи околу родовата еднаквост и родовиот идентитет се или не се така. Што е родова еднаквост, а што е родов идентитет? Родовата еднаквост, напросто кажано, значи еднаквост во општество. Еднаквост на мажите, на жените, на лицата со разновидни родови идентитети, еднаквост во пристапот, во можностите да го остварат својот потенцијал и да допренесат во општеството, еднаквост во пристапот до ресурсите и до моќта. Родовиот идентитет, од друга страна, го означува сопственото себе доживување. Кај некои лица, родовиот идентитет може да се разликува од она што значи биолошки пол. И токму тука сакам да направам разлика помеѓу два битни закони кои што во изминатиот период беа многу актуелни во нашето општество. Првиот е новиот предлог закон за родова еднаквост, кој што има една единствена цел, а тоа е јакнење на институционалните структури кои што треба да допринесат до унапредување на родовата еднаквост во нашето општество. Вториот закон, предлог измените, кои што ги поднесовме како група на пратеници, а се однесува на измени во Законот за матична евиденција, значи да овозможиме на нашите сограѓани, трансродовите лица, кои што поминуваат низ период на транзиција, правно признавање на родот, како тие не би се соочувале секојдневно со дискриминаторски практики, кога треба да побараат здравствена услуга, кога треба да патуваат во странство, кога треба да отворат сметка во банка. Законот за матична евиденција и Законот за родова еднаквост ги штитат само трансродовите поединци. Не е така. Најнапред станува збор за два неповрзани закони. Законот за матична евиденција го уредува постапката и податоците кои што секој граѓанин ги впишува во книгите за матична евиденција. Со предлог измените на Законот за матична евиденција се предвидува постапка во која што граѓаните би можеле да ги променат податоците што се однесуваат на полот, ознаката за пол М или Ж и делот од матичниот број кој што го рефлектира полот на лицето. И досега е возможна ваква промена, институциите прават вакви промени. Досега имаме 15 трансродови лица кои што успеале да направат промена на овие податоци во личните документи. Меѓутоа, овие постапки, поради тоа што имаме правна празнина, немаме законско уредување, се прават врз основа на воспоставената практика на институциите. И тоа Управата за матична евиденција, второстепената комисија, Управниот суд и Европскиот суд за човекови права. Од тука, со измените на овој закон, само ќе се овозможат побрзи и потранспарентни постапки, кои што сега така се достапни. За разлика од Законот за матична евиденција, Законот за родова еднаквост воопшто не ги уредува личните права на граѓаните. Ги уредува во еден многу мал сегмент од аспект на заштита од дискриминација врз основа на пол, род и родов идентитет, што секако веќе го имаме со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Од тука, Законот за родова еднаквост се занимава со воспоставување на институционална рамка, родова машинерија на локално и национално ниво на институции кои што имаат за цел да работат на унапредување на родовата еднаквост во сите општествени сфери. Полот, родот и родовиот идентитет се и едно исто. Не е така. Полот се оние биолошки и физиолошки карактеристики со кои што се раѓаме. Родот е општествен конструкт. Родот се сите оние улоги кои што ни ги наметнува општеството, со кои што растеме, оние очекувања и вредности што општеството очекува да ги имаме, зависно од тоа со кои биолошки карактеристики сме се родиле. Родовиот идентитет е себе доживувањето. Како ние себе се доживуваме? Родовиот идентитет може, но и не мора да се совпаѓа со полот како биолошка карактеристика. Од тука луѓето според полот може да бидат мажи, жени или интерсекс. Кога зборуваме за родот, зборуваме за социјални, општествено конструирани разлики помеѓу индивидуите засновани на родот. Не станува збор за биолошки разлики, него за
разлики кои што се препишуваат на мажите или жените за кои што општеството така се договорило. Например, жените носат розово, мажите носат плаво, жените се домаќинки, мажите се политичари, жените се емотивни, мажите се рационални. Од тука станува збор за разлики кои што се променливи. Тие се културно детерминирани, се менуваат со текот на времето, во една култура важат, во друга не важат. Исто така, истите се институционални, односно не важат за индивидуата, туку функционираат како систем врз основа на кој се одржуваат родовите стереотипи и се прави родова дискриминација. Исто така, родовите разлики воспоставуваат нееднакви односи на моќ. Например, политичарот има многу поголема моќ и пристап до ресурси од домакинката. Родовиот идентитет е нешто со кое што се идентификуваме. Кај некои луѓе полот не се совпаѓа со родот и тука станува збор за трансродови лица. Така што родовиот идентитет е одговор на прашањето согласно родовите разлики, родовите атрибути, каде сметам дека јас припаѓам. Ако се признае правото на трансродово лице, се прекршуваат правата на останатите граѓани, апсолутно не е така. Човековите права припаѓаат на секоја индивидуа подеднакво. Едно општество, доколку ги почитува и ги признава правата на сите лица, вклучително на нашите сограѓани кои што се трансродови лица, може само да напредува, затоа што не можеме да имаме одржлив развој на едно општество доколку секоја индивидуа нема можност подеднаква да го оствори својот потенцијал и на тој начин да придонесе во општеството. И треба еднаш да научиме дека тоа што една група на граѓани во целост може да ги оствари своите права, апсолутно на никаков начин не ги загрозува останатите. Новиот закон ќе ги легализира истополовите бракови. Маж ќе може да стапи во брак со маж, а жена со жена. Не е така. Браковите се регулирани со законот за семејство. Не се регулираат со законот за матична евиденција, ниту пак со законот за родова еднаквост. Напротив, предлог измените за законот за матична евиденција предвидуваат дека само лицата кои што не се во брак и кои што се полнолетни можат да ги направат овие промени, односно промените на ознаката за пол во личните документи. Трансродовоста ќе се шири како зараза и ќе настане хаос во светот, уривање на државите. Не е така. Сведоци сме дека во Европа низ многу земји има трансродовите лица ги уживаат своите права како и останатите граѓани на државите и сведоци сме на тоа дека во тие држави се уште има поколение, се уште се раѓаат други деца и се уште постојат хетеросексуални бракови. Ако некое дете гледа дека постојат трансродови лица, секако дека тоа нема да стане трансродово. Туку ќе живее во општество во кое што ќе знае дека неговиот родов идентитет, каков и да е заштитен, дека нема стигми и предрасуди околу тоа и дека е слободно да го најде својот уникатен начин на бидување човек од секој можен аспект. Ова е еден од оние митови кои што антиродовите движења успешно ги користат за да нели манипулираат, да заплашуваат. Прво сите треба да сме свесни дека лица со различна сексуална ориентација, лица кои што се доживуваат поинаку од секогаш постоеле. Значи од секогаш од како постои човештвото. Хаос во државите настанува кога имаме корупција, криминал, кога имаме непочитување на човековите права. На никаков начин почитувањето на човековите права не може да предизвика хаос, туку напротив, тоа е единствениот пат до благосостојба во државите. Според родовата идеологија, секој човек може субјективно да се доживее себе си како што сака, па дури и да се идентификува со животно или предмет. Например, јас ќе можам да кажам дека се идентификувам со куче, а сите други ќе треба да го прифатат тоа. Не е така. Ова е грубо банализирање на правото да се идентификуваш себе си како маж, жена или нешто поинако. Луѓето кои што се идентификуваат со кучиња или со предмети, со животни со предмети, имаат сериозни психијатриски диагнози кои што се поврзани со шизофренија, delusion disorders и како такви треба да бидат соодветно третирани од страна на психијатријата. Во сршта на ова тврдење е неразбирањето на родот како социјално конструиран, како една променлива категорија. Например, во историјата, жените кои што не припаѓале на одредена родова улога и не ги почитувале родовите норми, например, биле помажинствени, не биле заинтересирани за брак, послободно влегувале во сексуални врски, биле сметани за душевно болни и биле нарекувани хистерични и биле третирани со нехумани методи.
така што истиот овој наратив се користи за негирање на правата на трансродовите луѓе. Тука не станувало збор за лекување со цел некој да биде здрав и да живее во добро состојба, туку едноставно за родово дисциплинирање. Ако се донесе законот за матична евиденција, може да се појават злоупотреби. Например, маж може да се преправа дека е жена за да користи женски тоалет и така да ги вознемирува жените. Не е така. Бидејќи дали посетувате, дали одите во женски тоалет, одите во женска гардероба или било што да е женско, никогаш не ви бараат документ за идентификација за вие да се идентификувате дали сте маж или жена. И јас сум во личната карта, ден денеска користам женски тоалети и никогаш не сум вознемирила жени. Ова е пропагандно тврдење кое што има за цел трансродовите луѓе да ги представи како сексуални предатори. Уште еден мит и дезинформација и лага која што го користи антиродовото движење. Значи, апсолутно не постојат вакви истражувања и податоци за ваква пракса. Меѓутоа, треба да сме свесни дека праксата покажува дека токму трансродовите лица се тие кои што се изложени на насилство. Кога зборуваме за вознемирување на жените, јас ќе се согласам дека жените во многу поголема мера се изложени на секако вид на родово базирано насилство, меѓу останатото и вознемирувањето. Меѓутоа, статистиката многу јасно покажува дека во најголем процент од случаевите насилниците се мажи, и тоа мажи познати, дали партнерот во интимна релација, дали брачен партнер, така да апсолутно е неточна оваа информација дека трансродовите лица ќе ги користат женските тоалети за да ги вознемируваат жените, не сакам ни да коментирам што е случајот во оние земји каде што имаме родово неутрални тоалети, нели, како на тој начин тогаш трансродовите лица би го злоупотребувале ова право. Трансродовите жени не се вистински жени, а трансродовите мажи не се вистински мажи. Не е така. Прашањето што е вистински маж, а што е вистинска жена, не е така едноставно прашање како што сакаат да го представат антиродовите актери. Ако кажеме дека вистинска жена е таа што може да роди или што раѓа, што е со жените кои што не можат да родат? Исто така постојат и жени чиј хромозомски статус не одговара на типичниот хромозомски статус за жени. Од тука, дали некој е жена или маж, или вистински маж, или вистинска жена, одредуваме согласно неговиот родов идентитет, односно согласно неговото право да каже дали припаѓа или не припаѓа на една друга или на трета категорија или не сака да биде категоризиран. Трансродовите лица се ментално болни, а некои пак само се збунети и не може да се пронајдат. Не е така. Еве лично јас во текот низ годините од моите тинејџерски години, па се некако до 24-5 години се пронаоѓав себе си каде спаѓам, за на 25 години да сватам дека спаѓам во буквата Т од ЛГБТ, односно дека сум трансродово лице и се пронајдов. Согласно меѓународната класификација на болести на Светската здравствена организација, трансродовоста не е ментално заболување. Напротив, патологизацијата на трансродовите лица се користи за прекршување на нивните права и за нарушување на нивниот телесен и психолошки интегритет, преку обиди да се лекуваат, да се промени трансродовоста. Дијагнозата родова неусогласеност, согласно меѓународната класификација за болести, е ставена во поглавјето состојби поврзани со сексуалното здравје. Се со цел да се обезбеди некоја дијагноза врз основа на која трансродовите лица ќе можат да пристапат до медицински услуги како хормонска терапија, хируршки зафати и така натаму, а при тоа да се потенцира дека не станува збор за ментално заболување, туку за состојба родова неусогласеност. Жените не се доволно вклучени во политичкиот и општествениот живот и во носењето одлуки на високо ниво. Ова за жал е така. Сведоци сме во нашата земја дека еве таму каде што имаме квоти, например собранието, дека имаме добра застапаност на жените. Меѓутоа таму каде што се уште немаме квоти, како што е извршната власт и локалната самоуправа, работите се далеку од добри. Особено можам да кажам дека на локално ниво стоиме катастрофално во делот на број на жени градоначалнички. И токму затоа сметам дека е битно да се каже дека оваа година за време на свечената седница која што се одржа во собранието по 8 март изгласуваме
гласовме заедно заклучоци кои што значат промена во изборните закони, што значи поголема застапеност на жените и во извршната власт и во на локално ниво, меѓутоа токму затоа е ни потребен новиот закон за родова еднаквост кој што пропишува мерки што ќе значат пат кон целосно остварување на родовата еднаквост и во јавниот и во приватниот живот. Дури кога учествуваат жените во политика, тие немаат вистинска моќ. Вистинската моќ и носењето на одлуки се случува од страна на мажите. Председатели на најголемите политички партии во Македонија се мажи, а знаеме дека во Македонија одлуките се носат во политички партии. Родовата еднаквост е добра само за жените и девојчињата, апсолутно не е така. Родовите норми и патриархатот под еднакво, а на различен начин влијае лошо и кон мажите и кон момчињата. Например, кај мажите се стимулира насилничко однесување и како резултат на тоа, мажите многу почесто се занимаваат со насилен криминал и ја сочинуваат затворската популација. Исто така, мажите многу стапката на самоубиства кај мажи е многу повисока отколку кај жени, токму поради родовиот стереотип дека како маж треба да бидеш силен, не треба да бараш помош, што ги превенира да пристапат до службите за здравствена заштита. Последната публикација на Државниот завод за статистика покажува дека мажите многу повеќе веруваат од жените дека имаат добро или многу добро здравје, а истата публикација покажува дека мажите многу повеќе од жените умираат од хронични заболувања. Ова е токму поради родовиот стереотип дека мажите се силни, мажите се јаки и поради тоа многу поретко одат на доктор. Со промена на овие родови норми и со постигнување на суштествена родова еднаквост ќе се надминат и овие родови стереотипи со што би се унапредило машкото здравје. Така да родовата еднаквост се однесува подеднакво и на жените и девојчињата, и мажите и момчињата, и значи развој напред за целото општество. Сексуалната ориентација е поврзана со родовиот идентитет. Не е така. Сексуалната ориентација е одговор на прашањето во кого се влюбувам во однос на мојот пол. Доколку се влюбувам во лице од ист пол, сум хомосексуалец, доколку се влюбувам во лице од различен пол, сум хетеросексуалец или во двете бисексуалец. Трансродовите лица, исто како и цисродовите лица, може да бидат хомосексуалци, хетеросексуалци, бисексуалци, асексуалци и така натаму. Лично од мене, родовиот идентитет ми е транс, но сепак сексуалната ориентација ми е хетеросексуална, така да сексуалната ориентација со родовиот идентитет нема никаква поврзаност. Родовиот идентитет и родовата еднаквост се нешто ново измислено од невладините и што тие сакаат да го протуркаат преку ноќ. Не е така. Сведоци сме на користење на риторика која што зборува за некаква родова идеологија која што била увозен тренд, меѓутоа апсолутно не е така. Родовата еднаквост е една од базичните постулати на нашиот устав. Нашиот устав гарантира еднакви можности и еднакви права за секоја индивидуа без разлика на различностите кои што ги носи со себе. Првиот закон за еднакви можности е донесен пред многу години во нашата држава. Пред 20 години беше основан и клубот на братенички, чија основна цел е унапредување на родовата еднаквост преку законската рамка. Првата стратегија за родова еднаквост, донесена во 2013 година, кога владеачка партија беше ВМРО ДПМНЕ, ја препознава родовата еднаквост како темел на вредност на уставниот поредок. Со влегувањето на земјата во 90-тите години во Советот на Европа и пристапувањето кон Конвенцијата на Обединетите нации, родовата еднаквост станува дел од правниот поредок. Во програмите на сите политички партии, барем на сите парламентарни политички партии, може да се најдат заложби за родова еднаквост. Она што е ново е мобилизирањето на антиродовите актери. А политиките за родова еднаквост во оваа земја постојат многу одамна. Ова не е никаква нова увезена идеја, ова не е никаква идеологија, туку значи еднаква борба за правата на жените и мажите, која што е децениска во нашата држава. Пред една година беше изгласана и новата стратегија за родова еднаквост, и тоа истата беше изгласана без ниту еден глас против или воздржани.